24 август 2016 година, почитувани гледачи, термин за регионалните вести на КТВ телевизија. 21 литар на метар квадратен воден талок наврна во изминативе 2 дена во Кавадаречко. Циклонот кој зафати земјава донесе пообилни врнежи од дожд. Според податоците од метеоролошката станица во Кавадарци, во изминативе 2 дена регистриране 21 литар на метар квадратен воден талок. Според стручњаците од аграрот, дождот е добре дојден за земјоделските култури. За момент ја запре бербата на трапезните сорти на грозје, а може да има штети кај лозовите насади каде не е извршена квалитетна заштита против гроздовиот молец. Според управата за хидрометеоролошки работи, стабилизирање на времето со постепен пораст на дневната температура се очекува од петок. Утре во јужните и западните делови од земјава ќе има услови за врнежи од дожд и грмежи. Во Велес денеска се асфалтираше улица во населбата Тунел. Во увид на градежните работи беше и градоначалникот Славчо Чадиев. Градежните работи во Велес продолжуваат со несмален интензитет. Во текот на денешниот ден се асфалтираше улицата Невена Ѓоргиева Дуња, која се наоѓа во населбата Тунел. Станува збор за улица во должина од 180 метри, која е мощно важна за жителите од овој дел на градот, а која досега беше во лоша состојба. Исто така на оваа локација е уреден и паркинг простор за околу 30 возила. Во увид на градежните работи денеска беше и градоначалникот Славчо Чадиев, кој изрази задоволство од текот на активностите и начинот на кој се излегува во пресрет на потребите на граѓаните, информираат од општина Велес. Неготино ќе добие тениски терени со тврда подлога. Покрај земјените тениски терени, лоцирани во комплексот на спортско-рекреативниот центар Младост, Неготино ќе добие и тениски терени со тврда подлога, информираат од локалната самоуправа. Деновиве градоначалникот на Неготино Ванчо Апостолов и директорот на Агенцијата за млади и спорт Маријан Спасевски подпишаа договор за изградба на двоен тениски терен во Неготино. Со овој договор Агенцијата за млади и спорт врз основа на склучениот договор со изведувачот на градежните работи се задолжува да инвестира во изградбата на еден двоен тениски терен во општина Неготино на улицата Ленинова во населбата Саат Кула. Со истиот договор е утврден и начинот и условите за изградба на двојниот тениски терен и негово стопанисување, користење и тековно инвестициско одржување. Двојниот тениски терен ќе се гради веднаш над мултифункционалното игралиште во населбата Саат Кула и во непосредна близина на реконструираниот забавен парк, со што граѓаните на Неготино од повеќе генерации ќе добијат уште еден спортско-забавен комплекс, каде што ќе можат во релаксирана атмосфера да минуваат дел од слободното време, се вели во информацијата од службата за односи со јавноста при општина Неготино. Општина Велес објави јавен повик за учество на манифестацијата Велешка питијада. Општина Велес и оваа година традиционално ќе ја организира манифестацијата Велешка питијада 2016 за презентација на питата пастрамајлија и виното, каде производителите на пекарски алкохолни пијалаци, односно угостителите и винариите ќе го промовираат сопственото производство. Питијадата ќе биде од изложбен и продажен карактер. Цел на манифестацијата е да се придонесе кон поголема афирмација и промоција на питата пастрамајлија, препознатли велешки специјалитет, но истовремено ќе им се помогне на угостителите, винариите, малите и средни компании од прехранбениот сектор пред потенцијалните потрошувачи од Вардарски плански регион и Република Македонија, како и здруженија на сродни производители, стопански комори, ресорни министерства, амбасади, организации и фондации за подршка на предприемништвото во Република Македонија, кои ќе бидат поканети да го посетат настанот. Оваа година манифестацијата ќе се одржи во периодот од 7 до 9 октомври со богата културно-уметничка и забавна програма. Се повикуваат сите угостители, винари и правни лица и регистрирани индивидуални пекарски производители да се пријават за учество на питијадата со доставување на пополнета пријава затворена во плик во архивата на општина Велес со назнака Питијада 2016. Градоначалникот на Кавадарци Александар Панов денеска се дружеше со ликовните уметници, учесници на ликовната колонија Кавадарци Михајлово 2016. Им се заблагодарив на сите уметници кои што убавините од Иран, од Шведска, од Бугарија, од Русија, од Полска или не знам уште од кои земји, затоа што ги има многу,
успеаат да ја споделат и да ја донесат во Кавадарци и во наредните денови да нивните дела ги споделиме со кавадарчани и со Република Македонија. И како врв на се е фактот што голем дел од овие дела ќе бидат наменети за аукција на нашите сограѓани, а приходот кој што ќе го собереме од таа аукција ќе биде наменет за поплавите, односно за потребите на луѓето од Стајковци и од околината, односно од Скопско, кои што неодамна доживеа природна катастрофа. Значи покрај оној дел кој што е дел од нашата програма, заедно со директорот на Домот на културата, имаме и хуманитарен дел и се надевам дека кавадарчани потоа ќе бидат дарежливи да купат, да имат нешто и да знаат дека парите кои што ги дале се наменети за хумани цели. Ова година меѓународната ликовна колонија Кавадарци Михајлова слави свој еден мал јубилеј 20 години и благодарение на градоначалникот и на Советот на општина Кавадарци решивме ова година да биде во пообилен број, затоа што да го одбележиме овој јубилеј и да можеме да се одолжиме на сите оние наши пријатели кои што редовно не поддржуваат со своите самостојни изложби, со своите проекти и се дел од културата на Кавадарци. И еве тоа што го замисливме се остварува. Овој простор овде е преполн со слики. Ако ви кажам јас дека планиравме околу 120 дела да бидат создадени, неполни 4 дена колонијата веќе 160 слики се готови, недостаток на платна, сите се борат платно повеќе да се направат слики. Ентузијазмот и желбата кај авторите е огромна да остават што повеќе дела и што подобри дела. И јас ја користам оваа прилика да се заблагодарам на градоначалникот, на Советот на општина Кавадарци. Мислам дека перфектно течат сите организациони работи и петок, кога ќе биде затварането на колонијата, ќе го видиме резултатот на сето ова. Сакам уште малку само да кажам дека во склопот на сите програмски активности кои што ги организираме како ликовна колонија и како локална самоуправа и како топол културен бран заедно со општина Кавадарци и Министерство за култура, во склопот на колонијата организиравме досега 3 самостојни изложби на автори кои што се учесници на ликовната колонија. Ова вечер имаме воркшоп, значи една работилница за развојот на модерната уметност овде. И утре и друг ден ние меѓународниот џез фестивал кој што исто така благодарение на локалната самоуправа ќе се организира во овие простори и прилика да ги поканеме сите граѓани на Кавадарци да дојдат и да уживаат на овој џез фестивал. Да се заблагодарам за можноста да бидам на една оваква колонија која што е стварно од интернационален карактер, каде што има повеќе од 20 земји учесници и јас како граѓанин на Шведска и граѓанин на Македонија ми е посебна чест да можам да споделам моето искуство, да исто така се научам нешто ново, а пред се таа дружба која што е стварно бесценета и нови контакти. Македонија потоа оди во светот со самото тоа што се дружиме, они кажуваат за своите убави искуства и така натака. Специјално сакам да спомнам дека многу ми е драго со овакви колонии учиме за Кавадарци. Јас сум родена во Скопје и многу малце знам за Кавадарци. Ова ми беше прилика да го научам градот, да ги научам луѓето, да научам природата. Мојата тема, например, инспирација за моите 4 дела кои ги направив беше Луда Мара. И не само што она остана тука, него таа, како што реков, патува во светот. Во Шведска имаше големо интересување за легендата, а исто така имаше еден купец од Ирска кој што беше многу заинтересиран да ја носи во Ирска. Но сепак тоа е нели сопственост на самата колонија. Синоќа во музеј галеријата на град Кавадарци беше отворена изложбата Символите на Турција од академскиот уметник Армаган Гокче Арслан. Синоќа во музеј галеријата на град Кавадарци беше отворена изложба на графики на турската уметничка Армаган Гокче Арслан. Станува збор за уметничка која е дел од ликовната колонија Кавадарци Михајлова 2016 и дел од своите дела се одлучи да ги сподели со љубителите на уметност од нашиот град. На отворањето на изложбата говореа Кети Ванчева, кустос етнолог, Трајче Цветков, историчар на уметноста и директорот на Домот на културата Иван Мазов Климе Владимир Темков. Почитувани гости, почитувани присутни, чест ми е да ја најавам вечерашнава изложба, насловена како Символи на Турција, чиј автор е познат графичар современ од Република Турција Армаган Гокче Арслан, кој за прв пат учествува во меѓународната колонија Кавадарци Михајлова 2016 година,
За прв пат е во музеј галеријата со нејзините прекрасни 14-15 графики. Нашата вечерашна гостинка од Република Турција, Армаган Гукче Арслан, е родена во 1977 година, дипломира на факултетот за ликовна уметност, графички одел на Универзитетот Хаси Тепе во Анкара во 1999 година, а во 2007 година докторира на истиот. Има реализирано многобројни самостојни и групни изложби и е активен учесник на голем број графички колонии во Турција, Кипар, Бугарија, Словенија, Полска, Белгија, Кина, Тајван, Аргентина, а вечерва ја имаме таа чест и задоволство да присуствуваме на нејзиното прво премиерно представување пред кавадаречката културна јавност со изложбата на графики која носи наслов Символи на Турција. На оваа изложба авторката ни се представува со 15 графики, кои се всушност 15 символи и пораки од неа за нас. Пораки во која Армаган прави спој помеѓу модерното и исконското, помеѓу модерниот графички дизајн и исламската архитектонска традиција, џамијата, минарето, медресата, Анот од Истанбул, Бурса, Измир. Во низините дела е направена една совршена комбинација од експресивност на линијата и ориенталните линии и шари. Трагајќи по иднината, таа не го заборава своето минато. Иако толку млада, таа зазема високо место во кругот на модерната графика во својата земја. За крај сакам да и посакам уште многу години вака плодно и креативно творештво. Ова вечер сме сведоци на уште еден од низата настани кои што Меѓународната ликовна колонија Кавадарци Михајлово ги организира и мислам дека тоа веќе стана пракса да автори, учесници на ова ликовна колонија се представуваат покрај со делата кои што ги ствараат на колонијата и со своји самостојни изложби. Ова ни е трета поред, ова вечер самостојна изложба која што ја отвараме. Јас се надевам дека наредната година секоја вечер ќе имаме можност да отвараме по една изложба на автор кој што ќе биде учесник. Сакам да ви кажам дека благодарение на градоначалникот и Советот на општина Кавадарци, како и на Министерство за култура, е во склопот на тој топол културен бран е и овој настан вечерва. И тој настан е сигурно едно доживување покрај за авторите и учесници на ова колонија, така и за љубителите на ликовната уметност, граѓаните на Кавадарци. Во своето обраќање до присутните, Армаган Гокче Арслан на англиски јазик истакна: Јас сум од Турција. Јас сум академик од Анкара. Работам како професор на Гази универзитетот на факултетот за уметност и дизајн, одсек за графички дизајн. Мотиви за мојата изложба црпев од символите на Турција. Минатата година имав изложба во Естонија со символите на Истанбул. По оваа изложба се одлучив да работам со символите на Турција. Одбрав неколку градови и историски места од Турција за оваа изложба. Ги одбрав градовите Истанбул, Бурса, Сивас, јас сум од Сивас, Мардин и Кутахија. Додека работев на моите дизајни, дојдов на идеја да го достигнам модерното, употребувајќи го традиционалното. Токму заради оваа идеја почнав да ги користам турските традиционални мотиви за честено. Морам да кажам дека ги комбинирав турските традиционални мотиви со моите дизајни. Всушност, според моето размислување, уметникот, односно дизајнерот, мора да бара, односно длабоко да ја спознае сопствената култура. Турција е многу стара држава во која досега живееле и живеат многу народи. Турција е збир на култури и културни богатства и јас би сакала да ги рефлектирам тие култури и културни богатства со моите дела, преку моите дела и можеби во моите дела. На крај, авторката ги почести присутните со една автентична, изворна песна на турски јазик. Утре и задутре 25 и 26 август во рамките на Топол културен бран и во склоп на Меѓународната ликовна колонија Кавадарци Михајлово 2016, Кавадарци ќе биде домакин на џез фестивалот Кавадарци Џез Самит 2016. По двете самостојни изложби на уметниците Силвана Силва од Данска и Армаган Гукче Арслан од Турција, утре уште два културно-музички настани ќе ни понуди Меѓународната ликовна колонија Кавадарци Михајлово 2016. Имено утре и задутре, на 25 и 26 август, ќе се одржи џез фестивалот Кавадарци Џез Самит 2016.
Според предвидената програма, планирано е фестивалот да започне утре на 25 август во 21 часот во хотелот Унипалас 2, каде е лоцирана и ликовната колонија. На 25 август, според агендата на овој Джез Самит, треба да настапат Тони Китановски трио и Летечки пекинезери, а утредента, односно во петок на 26 ќе настапат Fantastic Coalition од Србија и Сашо Поповски трио. Фестивалот е во рамките на топлиот културен бран или ликовната колонија Кавадарци Михајлово, а во организација на градоначалникот и локалната самоуправа Кавадарци и Домот на културата Иван Мазов Климе од Кавадарци. Од спортот, кои екипи ќе играат во првиот дел од новата кошаркарска сезона? Мики Виденовиќ. За сега нема речиси никакви ситуации за состојбата во некои прволигашки клубови. Па Кошаркарската федерација подготвува резервна варијанта. Кој ќе игра во првиот дел од првата лига? Прашање на кое во овој момент одговор не можат да најдат ниту луѓето кои се задолжени за една таква работа, секако оние во Македонската кошаркарска федерација. Јасна е една работа, а таа вели дека во таа воведна фаза ќе ги нема АБА лигашите, екипите на МЗТ Скопје и Карпо Соколи, кои ќе играат и во уште едно европска надпреварување, Еврокупот, односно Бибол лигата. А тоа ја намалува бројката на учесници кои би биле дел од сезоната 2016-2017, што пак од друга страна носи дополнителни проблеми во и околу системот за надпреварување. Планирани екипи кои би влегле во првата лига се Работнички, Феник, Куманово, Кожув, Струмица и шампионат на втората лига екипата на АБ Охрид. А барем во овој момент во канцеларијата на Македонската кошаркарска федерација нема никакви официјални назнаки од дел од нив, како на пример Кожув и Куманово, дека се подготвени и да се најдат во она официјална жрепка за новата надпреварувачка година. Односно, само 6 клуба, што и дефинитивно не е никаква гаранција за нормално одвивање на она што кај нас се вика елитно надпреварување. Затоа, макар и во нека неофицијална смисла, луѓето од федерацијата се подготвени да направат и своевиден компромис, односно, првата лига да биде проширена, и тоа со клубови од второлигашка конкуренција. Најавите се дека федерацијата е подготвена да им даде специјални покани на екипите кои во минатата сезона во втората лига завршија веднаш зад Охрид. Во овој случај тоа се Вардар од Скопје и Пелистер од Битола. 9 член на друштвото на најдобрите во тој прв дел би бил и клубот кој минатата година имаше најслаб скор во првата лига, а тоа е екипата на Бест од Гевгелија. На крај од вестите и временска прогноза. Времето утре умерено облачно со локален дожд и ретки грмежи во јужните делови. Ќе дува умерен северен ветер, УВ индекс 5, температура до 29 степени. Од петок ќе има постепено стабилизирање на времето и постепен пораст на дневната температура. Тоа беа подготвените содржини во вестите. Имајте секое добро со нашата програма.